Да, благодарам подпредседателе. Штувани пратеници, почитувам пратеник Николовски. Одговорот на вашето прашање не треба да има предвремени парламентарни избори. Со оглед на тоа дека тоа беше прашањето. Меѓутоа, бидејќи вие го образложивте преку една поширока елаборација на се што може да се опфати во општествениот, економскиот, социјалниот, па и психолошкиот дискурс, ќе се обидам да ви одговорам зошто не. Прво, во однос на националните интереси на граѓаните, и тоа на сите граѓани на Република Северна Македонија, ние во моментов имаме влада која што се грижи за националните интереси, за достоинството на сите граѓани, без разлика на тоа од која етничка, верска и национална припадност доаѓаат. Истото тоа се случи и во изминатиот период, кога националните интереси на Република Северна Македонија, согласно со одлуките и резолуциите донесени тука во ова собрание, во највисокиот законодавен дом, беа застапувани од страна на сите членови на владата, без разлика дали тие членови на влада се македонци, албанци, турци или од било која друга национална припадност. И тоа се потврди минатата недела, кога на принципиелен начин ние ги искажавме нашите ставови пред сите наши партнери во Европската унија и пошироко. Меѓутоа, тоа не може да биде еднакво на однесувањето на опозицијата на Конгресот на Европските народни партии, кога да не заборавиме, беше донесена резолуција, во која што резолуција се вградени барањата во однос на негирање на националниот и историскиот континуитет на македонците, и на таа резолуција носење присуствуваше делегација на највисоко ниво од вашата партија. Никаде не видовме ниту пресконференција во која што сте се спротивставиле, ниту пак видовме записник, ниту видовме говор, ниту видовме нешто дека сте направиле против тоа. И тоа ќе остане запаметено. Бидејќи лесно е некој да брани национални интереси тука, дома, ама кога ќе треба да се бранат националните интереси пред 27 земји, тогаш очигледно на некого му е тешко, а некој тоа мора да го направи како што јас, председателот на државата, коалиционите партнери и граѓаните на државата го направивме. Сите наши граѓани, без разлика на нивната припадност, се борат за својот национален, етнички, верски идентитет и континуитет. Сите тоа го прават. Меѓутоа, секогаш на еден му припаѓа честа тоа да го брани и пред други. Овој пат тоа на мене ми припадна како чест и сум горд на тоа што сите заедно застанавме и го кажавме тоа што требаше да го кажеме, при тоа не навредувајќи никого, ниту дома, ниту надвор. Што се однесува до економските политики. Во однос на економијата, на мене ми е сосема јасно дека една опозиција ќе ги зема само лошите работи кои што се случуваат како резултат на војната во Украина, како резултат на здравствена пандемија која што траеше и која што се уште трае. Бидејќи ако ги погледнете источниот дел на земјаната хемисфера, ќе видите дека таму уште е активен вирусот и тој и така почна да се шири од исток кон запад. Исто така зголемените цени на енергенсите, историски најголемото зголемување на цените на суровините, на електричната енергија и на храната. Одговорна влада, уште од почетокот на својот мандат, носеше антикризни пакети мерки кои што беа оценети како позитивни и успешни не тука внатре, туку надвор од меѓународните финансиски институции. За тоа постојат извештаи. Само да ве потсетам, во време на ковид кризата беа донесени 6 антикризни пакет мерки од 1,2 милиарди евра, а сега, после војната во Украина, односно за време на војната во Украина, нови пакети антикризни мерки, 26 антикризни мерки во вредност од 400 милиони евра. Дополнително, не дозволивме ценовен шок за граѓаните во однос на електричната енергија,
со оглед на тоа што електричната енергија за сите граѓани беше субвенционирана со 80% од страна на државата. И државата треба да се најде на граѓаните тогаш кога е најтешко. Кога зборуваме за топлинската енергија во град Скопје. Топлинската енергија во град Скопје беше мој предизвик на првиот ден на 17 јануари оваа година како премиер. Зошто? Затоа зашто вашата влада и вашиот премиер во тоа време дозволил системот за загревање во Скопје, односно компаниите, да бидат продадени на компанија од Кипар со основачки влог од 5000 евра, на компанија во Кипар која што треба да снабдува со газ, а таа компанија во Кипар нема лиценца за снабдување со газ. И затоа владата мораше да го преземе управувањето со топлинскиот систем во градот Скопје. Тоа е надлежност на градот Скопје. Меѓутоа градот Скопје тогаш пречутно, а сега јавно кажа дека нема начин, односно нема знаење, нити па има волја со тоа да управува. Компанијата која што управува, која што е приватна, која што е регистрирана некаде во Кипар со 5000 евра влог, а за тоа ќе мора да прашате која е таа компанија, кој ја избрал, како ја избрал, кај вас во партија, мене не можете да ме прашате, затоа зашто во тоа време е дадена компанијата, дали се тоа руски олигарси, дали не се руски олигарси, дали целиот систем го имаат заложено во банки по Луксембург и така натаму, тоа ќе морате таму да прашате. Меѓутоа, оно што ќе го направи оваа влада е, прво тие ги вратија лиценците, ќе се направи повик, за да тие лиценци бидат преземени од страна на државно управување и да се обезбеди топлинска енергија за градот Скопје, исто како што во јануари и во текот на целата зима се обезбеди топлинска енергија за градот Скопје. Бидејќи не се работи само за топлинска енергија, се работи и за снабдување со електрична енергија, бидејќи ако престане топлинската енергија во градот Скопје, тогаш ќе има пад на електроенергетската мрежа со оглед на тоа дека Карпош, аеродром и центар се проектирани за грејење на парно, не се проектирани за грејење на електрична енергија. Во однос на работниците. Прво, вчера ги гледав во детали покачувањата на платите од 2006 до 2016 година. Значи, нема поголемо покачување на плата од 5% кумулативно по различни области. Нема. Затоа зашто тогаш Република Северна Македонија беше промовирана како земја на ефтина работна сила. И се отворија 14.000 работни места со плати од по 9.000 денари во технолошко-индустријските развојни зони. Денес имаме зголемување на платите. Значи, трошоците се пораснати за 13,5% од тоа време, а платите, само минималната плата е зголемена за 100%, лекарите се зголемени од 5 на нелекарскиот персонал до 25%, наставниците имаат историски најголемо зголемување на платите. Да не заборавиме, наставниците за 10 години имаат 5% зголемување 2006-2016. Сега имаат 21 кумулативно до сега и со новиот договор со СОНГ тоа ќе биде плюс 14% и дополнително зголемување идната година. Истото се однесува и на универзитетските професори, а додека со Сојузот на синдикати на Македонија веќе се водат преговори кои што јас верувам дека ќе вродат со плод. И тоа, не само зголемување на платите, туку и враќање на К15, туку и доведување на нов закон, во кој што закон ќе има нивелирање на платите, односно ќе се знае еднаш во државата кој има највисока плата, дали тоа ќе биде председател на државата, дали тоа ќе биде председателот на Врховен суд, како што е регулирано во најголем дел од европските држави, а не најголеми плати да имаат директори на јавни претпријатија, помошници во јавни претпријатија, кои што водат фирми со загуби и кои што имаат некакви менаџерски договори, кои што се измислени во тоа време, во државни фирми, и кои што не може да им се дознае колку им е плата и колку имаат бонуси ставено внатре. И тоа исто така ќе биде договорено со синдикатот. Што се однесува до електричната енергија. Електричната енергија, доколку не беше субвенционирањето од страна на владата во однос на електричната енергија, цените ќе беа 80% повисоки. ЕСМ Македонија беше задолжено од страна на владата да произведе 100% електрична енергија и да набави на слободно